втор ден вработените во Фондот за здравствено осигурување се на штрајк. Нема исплата на боледувања, породилно, барања за рехабилитација и ортопедски помагала, за осигурување во странство, за двојазични образци и слично. За утринска на Канал 5 председателот на синдикатот на Фондот за здравствено осигурување Бранко Аџигогов потврди дека се уште не се знае што ќе се случува со платите на вработените и оваа неизвестност е неприфатлива. Нема одлука за намалување, нема ни одлука за останување на иста плата, нема никаква одлука. Тоа значи дека ние не можеме да земеме никаква плата. Помина месецот, еве се ситни вториот месец, ние не знаеме колкава ќе ни биде утре платата. Немаме најава за состанок на управен одбор, управниот одбор не може да донесе одлука затоа што тие се професионални лица, значи назначени од влада по препорака на определени комори, здруженија и така натаму. И тие не можат да се договорат, едноставно не прифаќаат дека во денешно време треба да се намали платата на вработените. Бидејќи во минатата година истиот состав на управниот одбор гласаше за зголемување на платите на вработените во неколку фази. Штрајкот на вработените во ФЗО го продржуваат и матичните лекари, кои сметаат дека владата треба да ја преиспита својата одлука. Во време на инфлација, ако се почне со намалување плати на еден сектор, тоа нема да запре само тука. Доволно сме возрастни и искусни и сме виделе слични вакви моменти во минатото. И затоа сметаме да оваков негативен феномен на намалување плати не би требало да стартува во нашата држава и се надеваме да владата и министерот ќе увидат дека е направен превид или грешка или може имале погрешни советувања или било како, овакво нешто не треба да се случи бидејќи оваа година фондот има доволно средства и пари за плати и за сите други услуги кои што се најголем буџет до сега што има во минатото. Преиспитување на одлуката за намалување на платите во интервју за МИА побара и техничкиот премиер Талат Џафери. Во однос на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е последица на законот, односно одлука која што ќе треба да се доразгледа. Во кој дел е спорна и зошто требало како резултат на одлука за методологија на определување на бодови на обезбедување на платите, за да се дефинира точно каде е изворот на тоа и таму веќе да се попречи институционалниот аспект на изворите, на таков излив на незадоволство. Значи да сме на чисто. Вели Џафери.